Добро вечер. Се чини дека заудни беа обидите на македонската и на грчката опозиција да го саботираат договорот од Преспа. И во двете држави имаше тези дека се работи за договор што ги урива националните стратешки интереси. И покрај поддршката што овие тези, што јавна, што задкулисно ја добива од други центри на моќ, пред се од Москва, договорот поминува институционално и во Атина и во Скопје. Двајцата премиери, Зоран Заев и Алексис Ципрас, пред пратениците објаснуваа што значи патриотизмот во 21. век и дека да се љуби својата татковина не значи да се мрази она на соседот. Тие и двајцата ја потенцираа важноста што овој договор ја има не само за двете земји, туку и регионално и за Европа, што во моментов се соочува и со сериозни внатрешни кризи. Со ваквиот развој на настаните, патот на Македонија за зачленување во Алијансата нема дилеми, но Европската Унија и преговорите се друга приказна. Дали Преспанскиот договор сам по себе ќе може да ги отвори вратите од ЕУ или без исполнување на клучните реформи во стратешките области ќе биде само дипломатски успех? Следете на. Во оваа емисија ќе гледате. Усвојувањето на уставните измени е само прв чекор кон Европската Унија. Останатите ќе бидат еднакво тешки. Кои се следните предизвици за македонската политика? Колку прифаќањето на договорот ќе го раздвижи бизнис секторот? Разговор со директорот на Раде Кончар ТЕП, Горан Антевски. Интервју со европратеникот и член на владеачката Сириза, Стелиос Колугло. Кои се најголемите стравови во грчкото општество? Кое е значењето на договорот за двете земји, за регионот и за Европа, со незините актуелни политичко-економски потреси? Останете со нас. За еднината на македонската држава имплементацијата на Преспанскиот договор е само еден од аспектите потребни за вистинска општествена трансформација. Околу членството во НАТО по ратификацијата на договорот во двата парламенти, кај нас и во Атина, речиси се е познато, но патот кон Европската Унија ќе биде друга приказна. Првата порака што пристигна од Брисел, покрај поздравот за успешно завршената работа со уставните измени, е дека реформите ќе мора да се спроведат. Еврокомесарот за добрососедска политика и проширување Јоханес Хан порача да се засукаат ракавите и наместо дебати за предвремени парламентарни избори и други политички игри, фокусот на клучните актери да се насочи кон она што го побара ЕУ од земјата уште лани во јуни, а тоа е реформа на разузнавачките служби и на судството и борба против корупцијата и организираниот криминал. Во македонската влада, ако се суди по јавните изјави, пораката е примена. Сега треба работа дома, многу работа. Шансата која создадовме сега е во нашите раце. Наша должност е да го искористиме овој момент, да го обезбедиме до крај она за што се боревме. Подобар живот за сите граѓани, подобри можности за нашите деца и земја со фер општество. Знаеме дека пред нас е многу работа. Пред се граѓаните на Република Македонија, но во исто време и НАТО и Европската Унија очекуваат целиот фокус да се насочи кон домашните реформи, да се насочи кон принципите на владење на правото, на борба против корупцијата, на економски раст, на зголемена социјална сигурност. Усвојувањето на уставните измени е релевантен услов за добивање датум за преговори, но не е единствен, смета и Ева Елерајт, официјален представник на германската фондација Фридрих Еберт во Скопје. The foreign policy reach out, I would call it, through Prespa agreement, but also through other measures, was really crucial in order to re-establish trust in this current government. And trust, I think, is one of the most important currencies now in the European Union. But of course, there are other things that have to follow, and the Prime Minister Zaev has really stated just now in the beginning of the year that this year, 2019, will be about economic reforms and social economic reforms. This is something I really encourage and I think is very important in order to move towards EU accession. Of course, there are certain priorities within judicial reforms, fight against corruption.
that this government has started to follow up on, and they will intensify their work this year as well. But heading towards a comprehensive reform agenda in the economic sector is very important in order for these reforms to also reach the Macedonian people. Според Елерајт, независно од изборите во Европскиот парламент и намаленото расположение на одредени земји членки за проширувањето на Унијата, сите во ЕУ знаат дека за одржлива реформска агенда на државите од Западен Балкан потребна им е европска перспектива. There have been many comments, not only by the leaders of the countries, but also by EU officials, that really have stressed they want to support the current government in this quite ambitious reform agenda. And I think that's a very positive sign. Of course, it is not a guarantee for a positive outcome of the European Union Council this summer, but I think it's sort of an early sign that this country is on the right track. The Union has its own challenges right now, and the elections will, of course, bring about a different parliament, but the decision in the end is up to the member states, and each of these leaders almost have really shown a great amount of respect and appreciation for the path Macedonia has chosen to lead. Европските избори напролет, за кои што се подготвува Европа, и распоредот на силите во новиот Европски парламент ќе бидат важни и за нашата земја. Познавачите велат дека Македонија нема да остане изолирана од случувањата во Европската Унија и затоа преговарачкиот тим во владата се подготвува за сите сценарија. Потоа ги имаме внатрешните прашања во Европската Унија кои што тргнуваат од миграцијата преку разликите на исток-запад, големи, мали, развиени, неразвиени, оние кои тендираат кон земјоделска политика или оние кои тендираат кон развојни проекти, значи развиените во однос на помалку развиените држави во членки на Европската Унија, и тоа ќе влијае на изборите за Европскиот парламент во мај 2019 година, кој се случува само еден месец пред најавената одлука за почеток на пристапните преговори. Не може да кажеме дека тоа нема да влијае. Мора да бидеме подготвени за било какво влијание од тој аспект. Сепак, најголемиот предизвик останува дома, додава Тилев, а тоа ќе бидат капацитетите за целото водење на процесот на транспонирање и применување на европското законодавство. Голем број од законите во клучните области се во финална фаза, но освен поддршката за нив во собранието, земјава треба да покаже подготвеност и за нивна соодветна имплементација, односно властите ќе мора да покажат сериозна политичка волја. Откако политичките пречки што создаваа неизвестност со изгласување на договорот со Грција се надминати, бизнис секторот очекува властите да се фокусираат на структурните реформи што може да ги подобрат условите за водење бизнис во земјава. Промената на името на државата може да се толкува како голем исчекор на патот кон Европската Унија, но менаџерите на компаниите сметаат дека уште многу треба да се сработи дома за да се подготви земјата за влез во европското семејство. Воспоставување на правна држава, подобри услуги од јавната администрација, борба против корупцијата и подобра јавна инфраструктура се само дел од клучните реформи што се бараат. Извршниот директор на компанијата Раде Кончар ТЕП, Горан Антевски, го спореди влезот на земјата во ЕУ со добивање возачка дозвола. Но вели, брзината со која ќе се движите сепак зависи од автомобилот. За државата, од нејзиниот капацитет да стигне до европските стандарди. Изгласувањето на уставните промени што беа во претходните неколку дена е позитивно за Македонија затоа што ни се овозможува да влеземе во Европа и НАТО. Тоа е добар поттик за нашите компании да може да извезуваат подобро и поекономично во Европа. И ја може да го кажам тоа како пример кога вие полагате за возачка дозвола, но додека не положите, додека не ја добиете возачката дозвола, вие не можете да возите. Но кога ќе добиете, ви имате дозвола за возење, но ако немате добар автомобил и ако не знаете како да возите, вас ви е многу тешко да учите и да бидете подобри
во таа работа, така да и ние како компании треба, ние добиваме дозвола да извезуваме се повеќе во Европа, како држава сме постабилни, но ние мораме самите да инвестираме, да купиме нови машини, нови алати, да вработиме подобри луѓе, тие луѓе да ги обучиме, за да имаме добар и квалитетен конкурентен производ на тие пазари. Антевски вели дека преговорите на земјата со ЕУ, а потоа и членството, подразбираат бројни поволности за домашните компании, од пристап до поевтин капитал, учество на тендери во европски држави, до побрз пласман на македонските производи на европскиот пазар. Као компании ќе имаме можност да влечеме нови фондови кои се од Европската Унија со подобри камати, но секако и ќе можеме да учествуваме на некои тендери во Европската Унија кои до сега ни беа затворени. И секако тука би напомнам дека многу полесно ќе извезуваме надвор, бидејќи нема да ги имаме бариерите што ги имавме претходно, односно царинските бариери што ги имаше Македонија со Европската Унија, затоа што камионот со фактурата од Македонија ќе се излезе без да помине ни царина во секоја од европските земји. Тоа е една голема придобивка за да може стоката и производите да се движат многу лесно низ овие земји. Меѓутоа, колку ќе се зголеми извозот од Македонија во земјите од Европската Унија годинава, станува се понеизвестно, особено откако се засилија стравувањата на економистите дека е можна нова економска криза поради бројните проблеми со кои што се соочуваат некои од најсилните европски економии, како Италија и Франција. Излегувањето на Велика Британија од ЕУ без прифаќање на договорот што го постигна Лондон со Брисел, дополнително ги разгори стравувањата од нова рецесија. Домашните бизнисмени засега не се соочуваат со намалување на нарачките од нивните партнери од ЕУ, но според Антевски, ситуацијата не е наивна и мора многу да се внимава. Се надевам дека и во првата половина на 2019 ќе се задржи тој тренд на зголемување на извозот, но секако се плашам заради настаните што се случуваат во Европската Унија со проблемите што ги има не само Грција, сега во последно време се најавуваат проблеми доста со Италија како една од поголемите земји, Франција, со жолтите лици, исто тоа ќе влие сигурно на економијата, а најголем удар ќе биде и Брекзит, што ќе допринесе да има помал развој во Европската Унија, со тоа што би требало, но не би сакале да се случи да се намали и нашиот извоз во Европската Унија. Но Германија секако се уште е во добар развој, а Германија е нашиот најголем партнер, каде што највеќе извезува Македонија. Со тоа се надевам дека 2019 ќе биде добра, но најавите на економистите дека ќе се случи поновно криза, секако мора да внимаваме за нашите инвестиции и за нашиот развој понатаму. Над 80% од се што продаваат македонските компании надвор од земјава завршува на европскиот пазар. Половина од тоа во Германија, со што оваа земја е наш најголем извозен пазар. Па така, проценките за растот на германската економија се клучни параметри што определуваат како ќе се движи македонскиот извоз. А светските економисти се загрижени дека токму Германија може да биде една од земјите што најмногу ќе ги почувствува на сопствена кожа негативните последици од Брекзит без договор со ЕУ. Mr. Kog, thank you very much for your time for being here today. You're one of the group people who think that Mr. Zaev and Mr. Tsipras deserve the Nobel Prize for Peace. So I'm not going to ask you, are you a supporter of the Prespa agreement or not? I'm just going to ask you to explain why this agreement is so important for our country, for the region, and for Europe. First of all, because this is the only good news coming from the Euro right now. I can challenge you, asking you if there are, some other good news. If you ask also Mrs. Mogherini, the Minister of Foreign Affairs of the European Union, and we'll ask her, do you have any good news? She will always only tell you the Prespa agreement. So this is one thing. The second is that the stability of the region. We are still in a turbulent area, there are conflicts. There is a tension growing between Kosovo and Serbia. So we have to also to solve problems. I can tell you 100 reasons why this is the right moment
for the agreement, but also is the best agreement that now exists, is the best peace initiative in the world, and it deserves the Nobel Prize. Not everybody shares your opinion about the agreement. When we talk about the opposition of the agreement, we can speak about the one in the countries and the one from abroad. So about the Greece and the situation there, why does the opposition that does not accept the agreement? What are the biggest concerns? The concern is that your country will come to and take Thessaloniki, you know, by force, you know. Military, you mean? Yes, I mean something like, you know, there is no logic in this. In the fears. In the fear. There is just fear. And the only thing we have to fear is the fear, you know. Because they say that the government of Greece and Mr. Tsipras are betraying the country. And also the opponents of the agreement here are also saying that Mr. Zev is betraying your country. So if both of them betrayers betraying the interests of their country, who is benefited at the end? You know, it makes no sense. What they're afraid, speaking seriously, that if we recognize, now it was about the name. It was for 27 years, it was the question of the name, that Macedonia, the name Macedonia, monopolizes, you know, the region. Okay, now we have found another solution, which is the North Macedonia. That it says the reality that there is North Macedonia, there's the Greek Macedonia, etc., etc. Now they have found another pretext, saying, no, this is not the question of the name. It was the question also of Alexander the Great, that this is our heritage, and so on. Now, the government in Skopje says that we have nothing to do with Alexander the Great because we are Slavs that they came in the region after Jesus Christ, you know. It's not enough. Now they have said about the language. Why you have accepted that it exists a Macedonian language, but this is well known. We don't have. Why you are giving up the Macedonian language? But we don't have a Macedonian language or dialect or something like this to give it to somebody else, you know. And this language has been recognized by UN 40, 50 years ago. You know, it makes no sense. There is nothing rational in the opposition. Nothing rational. And the same goes for your... but they're misusing the feelings of the people, creating this, as you atmosphere said, of fear. That yes. Probably that then a kind of minority will be recognized in Greece, and so then the Skopje will start to ask, you know, this region where this minority lives. Nothing serious. So you said that you don't see any logic in their actions, but how really dangerous they can be in aspect of ruining the process? Well, I do believe that we don't have to finish the agreement and then we say everything is fine, because it looks like it's obvious there are parts of the population, sincere patriots, they are not all manipulated by the opposition who has political plans behind their objection, that they are still afraid, they have doubts, etc. So we have to work to be together. We have to multiply our cultural exchanges. We have to multiply, you know, schools meeting, education, change the books to bring the people together more. You know, for instance, the extreme right and the neo-Nazis
in Greece, they incited, they pushed some young students of the secondary school to occupy schools in northern Greece, in Macedonia, in the Greek Macedonia, against the agreement. So what I'm saying that it would be much better if the Greek students would meet their counterparts here and play a football match. So when you meet people, you understand they are not a kind of allies, you know, they are not kind of enemies, you know, armed with guns to take your country, but they are Just neighbors. who are just there neighbors. to We are collaborate with. sharing the same culture. We're sharing the same food. We're sharing the same region. We're sharing the same attitude, human behavior. For instance, I'm here with a friend. I'm trying to when we go out in the night, I'm trying to pay in the restaurant. They will never accept me. You know, and the same goes to Greece. If you do that in Germany, you can pay for the whole club. You know, if you declare yourself available to pay, you will pay not only for your company, but you know, for the people passing, or not only in Germany, but I mean in the Central or Northern Europe. So we have the same feelings, and people must discover this, must realize. And politics must go beyond the party and interest of the politicians and so on, just to grow, and the countries to grow. It takes a courageous leadership to go on, and this was done very good, both by the foreign minister, Dimitrov and Kodias, but also mainly by the two prime ministers, Zaev and Tsipras, you know. And this is what's happening right now. The major benefit for the agreement is starting negotiations entering the European Union, because your country needs more than anything else, economic assistance, technical assistance, reforms, transforming the society. Reforming the society. Yeah. And this agreement will help you, will help the forces that in the country are progressive, they want reforms. Yes, and you're part of the European Parliament. We will have an elections next year. Are you concerned about the trends in Europe? On one hand, we have authorities who are promoting these European values and so on, but on the other, there is still some leaders of the countries, members of the EU, who are against those principles, ruining the core of the European Union. Yes, we unfortunately in the present European Union we have some Gruevskis. There is no only one Gruevski. We have it's like a virus. More than that, yes. And we have also Mr. Orban, for instance, or the government in Poland, you know, and or Mr. Salvini in Italy. This is of course, unfortunately, the extreme right is rising, and this is a reason for worrying. Why? Not because it's not a stereotype, extreme right, etc. But they're against European integration. They're against sometimes European Union as a whole. They're against the Eurozone, and in every aspect of the daily life, we are voting in the European Parliament. They are voting against every positive reform. You know, they are against all this. How does these debates look like when you are talking with them, because you're a representative on these progressive political forces? How these conversations look like? Can you explain that more? Oh, they can tell you unbelievable things. For instance, they can. I was in a panel, a TV panel with a Polish MP, member of the parliament, and also a French who was. One was very conservative, the Pole, and the other it was from the French far right. They would tell me unbelievable things, and for instance, the Pole would insist that the invasion of Iraq in 2003 was a nice event, though now even the American, even Bush says that it was a mistake.
And the French was telling me that the colonization, the colonialism was a good thing. It was very positive. I mean, so you don't have any colonialization. They destroyed Africa, they destroyed, and they still believe that it was a good thing. After the show finished, the technicians came to me and they started kissing me because they said, oh my God, you are the only one here in this table, you were logical, So we don't have many things to share with them. They're in another world. They're in the world of the 20th, 19th century. They belong to the past, but still they reappear. How to transform them? How to help them? Just to bring them on this side. I don't know if we can help them. They need psychiatrists. But what we need to help is the people. The people they are voting for them. And to change this, why we have this rise? We have this rise because the economic policies, austerity, especially after the economic crisis of 2008-2009, we have austerity all the time. And this austerity is not for all the people. Some rich people are getting richer, but the big majority of the people are getting poorer. They're getting poorer. The middle class was the middle class is losing their social status, and also there is a sense of insecurity. You don't know what happened to you in the future. Young generations are, for the first time after the Second World War, the end of the Second War, they are forced, they are condemned to live worse than their parents and their grandparents. That's happening first time in the history. Every generation was living better than the previous one. Yes. And this makes people angry against the political establishment. They are turning to the radical nationalism, because nationalism and the extreme are giving simple answers to complicated questions, like who is to blame for your insecurity? The refugees, they are coming, they are taking your jobs, or the immigrants, or the political, all the political establishment are the globalization in the end. Yes, the globalization. The politicians are thieves. They're given very simplifying the political things. process. And now, so what we have to do in order to help the innocent voters, the voters they're not extreme right by conviction. We have to change policies in the European Union, and you have to go back to the period of kind of social justice, of prosperity, having more jobs, and we can do that. There are resources available in the European Union, despite globalization, the China, etc. We have proposals. We have to make them pay taxes, get the money, and promote social programs, and different things. We have to have a tax on the financial transactions. Every day there are billions of euros are going, they're playing with a casino. So let's have a percentage of that casino for the citizens. They are getting we have to tax the rich people. I mean, you see, Macron, for instance, now he's facing the crisis with the yellow jackets. Why? Because his first measure was to reduce the tax for the rich, and now he's considered the president of the rich, of the elite. Why he did that? Because he thought that he could do anything. So that's the political establishment. The people are arrogant. They don't care about the people. Macron has been elected because of the crisis. He came from nowhere, and he became president.
because the established parties, both the socialist and the right, were in a big crisis. Instead of understanding all this, why he has been elected, he followed the same road, business as usual. Yes. Rich people are getting richer, etc. That's why now he's facing a crisis. The same goes with Mrs. Merkel, etc., etc. So we're facing also a crisis of leadership. And so that's why it's so important that in our two countries we have personalities like Zaev and Tsipras. They dare to do something good for their countries, despite the ambience or the political calculations and all that stuff. The European leaders are taking into account that. That's why the ship goes straight towards the iceberg, because that's the situation now. You know, I mean, it's like Titanic. European Union is facing it's under the syndrome of Titanic. They're dancing in the first class, you know, music is playing, and the ship goes directly to the iceberg, unless if we change course and say that we have to go back to the foundations of the European Union: social justice, solidarity. You think that the elections will be some kind of indication of the what road will Europe have? I'm afraid that the extreme right will rise again, more than that, and this should have been prevented, but it was obvious coming 2 years ago, and with the Brexit, for instance. The Brexit was also an alarm. Why an alarm? That the European Union is not attractive anymore. So we have to make attractive. How to make Europe attractive? To be more human, to be more social, to be more solidary. All this, they did not take that into account. It's like business as usual. So now we have crisis here, there, and now the political crisis has started from the countries of the south, like Greece, Portugal, Spain, etc. And now it's spreading. People, countries of the south are getting better, but now the crisis is going to the heart of Europe, like in Germany, France. In France. Yes. Thank you very much for your time. Thanks. Преку 360.000 професионално активни стоматолози работат во Европската Унија, покажуваат податоците на Евростат објавени месецов, а кои се однесуваат за 2016 година. Помеѓу државите членки на Европската Унија постои голема разлика во бројот на професионално активни стоматолози на 100.000 жители. Така, Грција е со најголем број, и тоа 123 професионално активни стоматолози, а Полска со најмал број 33. Од другите држави членки на Европската Унија, Бугарија е со 112, Германија со 85, Хрватска со 80, Словенија со 69 професионално активни стоматолози на 100.000 жители. Македонија има 1806 професионално активни стоматолози, односно 87 стоматолози на 100.000 жители. Најголемо апсолутно зголемување на бројот на стоматолози на 100.000 жители помеѓу 2011 и 2016 година е забележано во Бугарија, Романија и Португалија, додека кај 5 држави членки на Европската Унија, меѓу кои Данска, Финска и Грција, регистрирано е намалување. За истиот период и Македонија бележи зголемување на бројот на професионално активни стоматолози, и тоа со апсолутна промена од дополнителни 8 стоматолози на 100.000 жители. На први овој месец и официјално започна проектот Вештачка интелигенција за ЕУ, со кој се планира да се мобилизира целиот европски екосистем за вештачка интелигенција. Проектот веќе обединува 79 врвни европски истражувачки институти, мали и средни предпријатија и големи компании од 21 држава од Европа. Целта е создавање на центар за ресурси за вештачка интелигенција во Европската Унија, вклучително и складирање на податоци, моќни компјутери, алатки и алгоритми. Со проектот се планира вештачката интелигенција да се приближи до малите бизниси, нетехнолошки компании и јавната администрација во цела Европа. Проектот веќе доби 20 милиони евра за следните 3 години, од кои 3 милиони ќе бидат распределени
за финансиска поддршка на трети страни за финансирање на ветувачки проекти, избрани на отворен повик. На потенцијалните корисници ќе им се нудат услуги и поддршка, како и помош при тестирање и интеграција на решенија базирани на вештачка интелигенција. За македонските доктори Германија, за германските доктори Швајцарија е ветената земја. Ова може да се заклучи од зборовите на германскиот министер за здравство Јенс Шпан, кој во интервју за швајцарски Блик вели дека бил сакал да ги врати назад во Германија германските доктори и медицински сестри кои одат да работат во Швајцарија. Можам да ги разберам, Швајцарија е прекрасна земја, но во Германија постои недостаток на доктори. И тогаш доктори од Полска доаѓаат да работат во нашата држава, што доведува до тоа да ги има помалку во Полска, вели министерот Шпан. Според него, треба да се размисли дали е потребно да се регулира регрутирањето на професионалци од одредени професии во рамките на Европската Унија, но дека секако тоа не би требало да го стави под знак прашање слободното движење на луѓето во Европа. Прашан дали Германија треба да побара надоместок од Швајцарија, која не е ЕУ земја членка, за едукацијата на германските доктори кои отише да работат таму, тој вели дека тоа не е неговиот план. На врвот на шескатна зграда на 35 метри висина во Хаг, Холандија, од мај 2016 година функционира стакленик за производство на зеленчук. Стакленикот е на површина од 1500 метри квадратни, на две нивоа и представува најголем стакленик на покрив на зграда во Европа. Главната цел на основачите на стакленикот е да се одгледува локално, без употреба на хемикалии, што поблиску до потрошувачите и земјоделските производи да бидат што е можно посвежи и повкусни. Во стакленикот се одгледува зелена салата, микрозеленчук, домати, пиперки, краставици и друго, без да користат почва. На катот, под стакленикот има рибник, во кој се одгледуваат 20.000 риби. Водата од рибникот, откако ќе помине низ филтерски систем, се користи за наводнување на растенијата на горниот кат. Во стакленикот се одгледува околу 50 тони зеленчук годишно, а во рибникот 20 тони риба годишно. Инаку зградата со која стопанисува општина Хаг е замислена да биде како земјоделска фарма. Па така, покрај стакленикот и рибникот, на другите катови има и други производни капацитети, и тоа капацитет за производство на печурки, мала вертикална фарма за одгледување на зелена салата, центар за знаење и иновации за земјоделство во затворен простор, студио за готвење и мултифункционален простор и канцеларија и простор за стартапи. На приземјето има и маркет и ресторан, во кој се продаваат и може да се вкусат производите произведени во зградата. Интернет порталот Маркукуле, следејќи официјалната посета на министерот за надворешни работи Никола Димитров во Анкара, објави лажна вест дека неговиот турски колега Мевлут Чавушоглу не дал поддршка за членството на Македонија во НАТО. Во текстот со наслов "Поздрав од Анкара, ладен туж за Димитров од Чавушоглу, Македонија во НАТО да, ама под уставно име", се пласира теза дека Чавушоглу наводно ја условил турската поддршка за влез на Македонија во алијансата, само ако кај нас нема уставни измени. Вистината е дека турскиот министер изрази не само полна поддршка за атлантските аспирации на Македонија, велејќи дека Турција со нетрпение ја очекува Македонија во НАТО, туку и за процесот на уставни измени што доведоа до придавката Северна пред уставното име. Ние ги следиме случувањата поврзани со договорот со Грција. Ќе ја почитуваме одлуката на македонските граѓани и на македонскиот парламент и во наредниот период ќе продолжиме да ја признаваме Македонија под незиното уставно име. Ова е одлука на македонската влада и се надевам дека со неја ќе бидат отстранети пречките за незиниот пат кон Европа. Ова е целата изјава на Чавушоглу кога не се вади од контекст. Агенда 35 ќе продолжи да ги следи побараните и ветени реформи во клучните полиња. Следната емисија ни е со редовен термин, 20 часот и 15 минути на Македонската радиотелевизија. Следете не тука, но и на социјалните мрежи, на нашите официјални Инстаграм и Фейсбук профили. Се гледаме!